Болна приказна од Горобинци. За државата ја оставивме работата и си го загубивме здравието. Државата сега не познава. И мајка ми плачеше. Јас така горд патриотски вика, мајче не плачи. Во источниот регион постарите од 65 години најчесто умираат од рак. Зошто граѓанин од Пехчево се разочара од штипски бизнисмен? Во Виница украдено злато вредно 4000 евра. Во Радовиш поштар пензиите си ги поделил на себе. Серенадата се враќа во Штип. Болна приказна од Свети Николско Горобинци. За државата ја оставивме работата и си го загубивме здравието. Државата сега не познава. Ова е дел од исповедта на двајца близнаци учесници во конфликтот во 2001-та. Јас и мојот брат близнак бевме на работа во Словенија. Кога слушавме дека кај нас се војува во нашата држава, ние секако си ги земавме алиштата и куферите, се спремавме и се додовме во нашата држава да ја браниме. Бидејќи се надајавме дека со тој конфликт ние ќе решиме многу прашања во нашата држава. Решеноста за застанат во одбраната на државата, на браќата не им ја поколебала ниту мајчините солзи. И мајка ми плачеше. Јас така горд патриотски вика, мајче не плачи, море да ја браниме, викам, и Македонија ни е мајка, викам, и ние сакаме тука да живееме и да створиме и фамилија и све да се така. И сега ме тоа погаѓаат многу тие емотивни работи. Мајчината молитва нив ги чувала од непријателските куршуми во рововите на Кумановско-Липковскиот крај, но таа не може да им помогне сега во потрагата по правда и работа. 12 години по конфликтот, на сите барања што браќата ги поднеле за работа, добиле одговор не. Трајанче и Тодорче ја делат судбината на најмалку уште 500 бранители од регионот, на кој од војната им останале траумите, но правдата не ја добиле. Нешто што ним државата им го должи и правно и морално, тврдат од достоинство. Државата е должна да се погрижи за сите бранители, посебно за оние на кои што им е потребна медицинска помош. Ние имаме бранители кои што навистина трпат тешки последици и психички и физички од нивното учество во војната во 2001 година, и државата има должност кон нив. Борбата за правата бранителите ја водат институционално, но маката ја теглат сами, секој со својата болка и надеж за подобар статус. Надежта на браќата Стоилковски се вика Македонски шуми, каде сега бараат работа како инвалиди и каде гледаат последна можност за спас. Во регионот најчеста причина за смрт кај лицата постари од 65 години е ракот. На 100.000 жители секоја година животот им завршува на околу 1100 мажи и околу 530 жени. Статистиката покажува дека втората најчеста причина за смртност кај пензионерите е ракот на белите дробови кај мажите и ракот на градите кај жените. Понатаму неприсутен е ракот на кожата, срцевите удари, различни видови инциденти и самоубиствата. Освен ракот, други најчести причини за смрт се респираторниот систем, заболување на хранопроводите и нервниот систем. Во делот на самоубиствата просекот на 100.000 жители е околу 40 за една година. Од нив просечно 31 се мажи и 9 жени. Граѓаните се во очај. Дневно од градоначалниците во источниот регион бараат по 15 работни места. Карактеристично е дека идеме со најава, на која што најава го најавува проблемот секој од граѓаните. Ги сослушувам сите, меѓутоа за она што најповеќе доаѓаат, а тоа се проблемите со вработувањето и проблемите од социјалата, за жал не можам да помогнам и едноставно ги сослушувам, им кажувам, ги усмерувам каде би можеле тоа да го решат. Зашто освен за работа граѓаните тропаат на градоначалничката врата? Сите граѓани на општина Војница можат слободно да се јават и да кажат доколку има некој комунален проблем, пред се комунален проблем, а ние сме должни согласно нашите можности во рамки на 48 часа да го отклониме овој проблем. Од друга страна, многумина од граѓаните сметаат дека нивната последна шанса се токму градоначалниците. Да, помагате. Па помагат, треба да помагат. Кој ќе иде некој да го прими, да прави разговор, како се треба со човек. Но не секогаш за проблемите на граѓаните решението е во општинските татковци. Што во такви случаи?
Се труди да интервенира, да ургира, да испраќа ургенции по устен и писмен пат до сите институции кои што можат да ги решат проблемите на граѓаните. Во секој случај на сите граѓани им се излегува во пресред согласно сите можности на општината и на градоначалникот. Секако мислењата се различни, но ова редицата пред кабинетите не ја намалува. Напротив. Жител на едно мало место во Истоков огорчен му ја враќа назад фотографираната гледка на газдата кој е собственик на објектот, што го фотографирал со својот апарат со намера да ја стави убавата гледка во својот албум за пехчево. Нашиот гледач во писмото што го доби ТВ Стар објаснува дека во одушевувањето од погледот на влезот во фабриката и реновираната управна зграда и нејзиното овековечување со апаратот го ставило во сценарио како од крими филм, па човекот добил закани навреди, бил следен со црн џип и сето тоа поради фотографираната убава гледка. Одеднаш од задгреб слушам: "Еј ти, дојди тука", со груб глас. Се вртам и повторно слушам: "Ти бе, дојди тука." На долниот прозорец од управната зграда го гледам газдата, бизнисменот од Штип, кој дојде да го препороди пехчево. Како налутено ме вика. Сето ова ме асоцираше на тоа дека тој е собственикот на сето она што е задо градата, па си реков, што ако случајно вдишев од воздухот од задо градата, дали и тогаш ќе реагираше исто. Но непријатноста за нашиот гледач не завршува со ова. Газдата почнал да го следи со џипот по Пекчевскиот булевар. Признавам, бев исплашен и мислам дека овој во џипот беше спремен на се. Од страв не можам да се сетам што точно ме испрашуваше, но знам дека додека не му објаснив кој сум и што сум, немаше намера да ме остави да си одам дома. Нашиот гледач од сета оваа ситуација многу се исплашил, па се откажува од задоволството да ја има фотографијата и по имейл му ја враќа фотографијата на газдата. Но овој човек има пораки до другите газди, кои со своји инвестиции доаѓаат во малото Пехчево. Па господа бизнисмени, навистина ви завидувам што само вие го имате тоа задоволство да уживате во овие прекрасни гледки. Јас и граѓаните на Пехчево, кога ќе поминуваме покрај нив, ќе се вртиме на другата страна, за случајно да не ви одземеме нешто што е ваше, па да се доведеме во непријатна ситуација во каква што се најдов јас. Вели обичниот граѓанин на едно мало место во Македонија. 4000 евра вреден златен накит е украден ноќеска од куќа во Виница. Станува збор за накит кој со неколку генерации е собственост на семејството на виничанката со иницијали АК на возраст од 30 години. Полициската истрага во врска со овој случај се уште е во тек, поради што и не се соопштуваат многу детали, но известно е дека крадецот или крадците искористиле отворен прозорец преку кој влегле во куќата и ја извршиле кражбата. По ова, незабележени ја напуштиле куќата и тие или тој се уште се во бегство. Инаку, освен златото, друго во домот на оштетената не недостасувало. Додека во Виница се крадело злато, во Радовиш поштар пензиите наместо на пензионерите си ги делел на себе. Вкупно за 4 месеци си поделил 1600 евра, а поделените пари во поштата ги правдал со фалсификувани потписи од пензионерите. Оштетени се 20 на радовишки пензионери кои за поштарот биле идеални жртви поради годините, самотијата и болестите. Измамата е откриена откако некои од пензионерите почнале да реагираат пошто е лоциран и виновникот, 27 годишниот Д.И., кој од денес е со кривична пријава за проневера и фалсификување. Мали одрони на патот Кочани-Делчево денес беа проблем за возачите, но за среќа не предизвикаа застој во сообраќајот и сообраќајни незгоди. За секој случај, екипи на Македонија пат се постојано на терен и го чистат патот. Министерството за труд и социјална политика објави оглас за продажба на објект во центарот на Пехчево кој е наменет за изградба на дом за стари лица. Објектот се површина од околу 293 метри квадратни, а почетната цена е 2 милиони денари. Црковниот одбор задолжен за изградба на манастирот Свети Дух во пробиштипското село Костомар бараат помош од верниците и институциите за завршување на градежните и инфраструктурните работи околу манастирот. Голема желба ни е патот да се биде асфалтиран и до него одма втора желба на сите верници ни е да се направи кујната и трапезаријата. Имаме една привремена мала кујничка која за жал не ги задоволува потребите на верниците и на нашиот крај. Овде кога доваѓаат на слава, на собор,
Поради планирани прекини во електричната енергија во понеделник, односно на 2 декември, од 9 до 14 часот без снабдување со електрична енергија ќе останат населените места кои припаѓаат на улиците Косовска и Радански пат. Традицијата карактеристична за староградското живење на Штип, која своите златни години ги испиша во периодот од средината на 20-тите до почетокот на 70-тите години од минатиот век, серенадата повторно се враќа. Духот на старото време, кој во себе крие многу воздишки, нереализирани љубови, но исклучени бракови, повторно живее благодарение на групата Штипјани, кои на серенада, освен за кеф, одат и по порачка. На порача да им правиме серенада, едниот на супругата, едниот на девојката и третиот девојката на дечкото. Со нас не изненади, значи, и сите беа прекрасни, превише успешни, и тоа не уште повеќе поттикне да продолжиме со оваа работа. Музичките вкусови се различни, па затоа различен е и репертоарот на серенадите. Тешко може да се определат, мислам, кои баш песни, меѓутоа обично секој се тражи староградските песни, штипските поготово. Звукот на гитарата доцна во ноќта буди убави спомени, особено за оние што растеле со серенадите. Овие нашите генерации, малку помладите од нас и постарите, го сакаат оваа музика. Тогаш стално се одеше на серенади и луѓето беа многу задоволни и животот врвеше со музика. Токму и поради ова Штипјани се упорни во намерата убавите практики од едноминато време повторно да ги вратат. Едно многу пријатно чувство е да се оде на серенада и да учествуваш, меѓутоа и да ти дојдат на серенада. Секаде низ Македонија, каде што ќе видиме повикани, ќе настапуваме и драго ми е што ете ова тројка пак ќе продолжи да функционира. Серенадата некогаш била синоним не само за музика, туку и за дружба, пријателство и убаво поминати мигови со драги луѓе. Токму тие работи кои денес се помалку ги има, Штипјани се обидуваат да ги вратат преку серенадата. Целерот е здрава храна и природен лек. Заедно со морковот, лукот и макдоносот, целерот представува главен адут во кујните. Во последно време се почесто и во македонската. Користам го у супи, како значи. Можеш салатичка да си направиш. То, ујадење некое. За салата зимото повеќе. Целерот е од огромна полза за човечкиот организам. Содржи најмногу витамин С, сите витамини од групата Б, К и Е. Целерот е богати со минерални состојки, натриум, калиум, калциум, магнезиум и фосфор. Поради многуте хранливи материи, овој зеленчук е природен чистач на организмот. Сировиот целер помага кај кожните заболувања. Се препорачува и кај оние кои имаат камен во бубрек или во мочната кеса, затоа што е добар диуретик. Целерот ги отстранува отровите од телото, а помага во регулација на високиот крвен притисок. Целерот е зеленчук кој во исхраната се употребува свеж, но и термички обработен. Може да се најде во текот на целата година, но најдобар е во есенскиот период. Пошто да го препознаете свежиот производ? По листу се позна. Листу си е свеж. Ако е повинато, не е свеж и умекнал, меко е ако не е свеж. 17 денари и парче, и това е 2,5 денари, по-малите. Од парче, од 50 до 17 денари. Инаку целерот бил познат уште на старите грци. Тој е поврзан со култот на смртта, а во Стара Грција се правеле венци за умрениот токму од лисијата на целерот. Ништо не ми се допаѓа. Тргните од Универзитетот Гоце Делчев, економскиот факултет, од едната и од другата страна, иако е украсен со цвеќиња со се, ќе видите колку измет има од домашните меленичиња, односно кучињата.
По поразот од Македонија Ѓорче Петров, штивскиот прволигаш Брегалница, до вербата од навивачите ќе ја враќа утре против екипата Евромилк. Според стручниот штаб, поразот од 3:0 во Ѓорче Петров е сосема неочекуван и болен, но ги наведува и причините за тоа. За 7 дена 3 надпревари, од кои што првиот беше историски надпревар во Тетоа, кај што се пласиравме во тоа полуфинале. После тоа собравме сили тука за 2 дена, значи од среда до недела, тоа се 3 дена и одигравме надпревар со многу квалитетен и тежок противник на многу тежок терен, значи тука дадовме максимум и фондот на играчите е таков да третиот надпревар веќе колку и да разговарате, колку и да се мотивирате, многу тешко може да се даде максимум. Според мене судиите одигра главната улога на овој надпревар. Кумува на 2 од 3 гола, така да надпреварот заврши 3:0. Но утрешниот надпревар ќе биде сосема друга приказна и причина повеќе да се заборават минатите неуспешни мечеви. Имаме надпревар со противник кој што во првиот дел го надигравме и го победивме на нивни терен, меѓутоа надпреварот тука ќе биде сосема различен, че тие се во некоја, да речеме, резултатска добра серија, освен овој последниот надпревар со Турново, ќе дојдат тука, ќе се надигруваат, меѓутоа мислам дека и сигурен сум дека имаме квалитет да ги освоиме 3 бода на утрешниот надпревар. Сите сме желни да се реваншираме за поразот на претходниот надпревар и едноставно ова е последен надпревар во оваа сезона, сакаме да се отпростиме од публиката со една победа, еден добар резултат и добра игра. Фудбалерите да дадат се од себе е единственото барање и од управата. Управата очекува од фудбалерите да го дадат својот максимум, тоа е единственото што се бара од нив. Инаку ова е последниот надпревар на домашен терен оваа полусезона. Наредната недела Брегалница ќе гостува на Ренова и заминува на одмор, по кој ќе следуваат подготовките за пролетниот дел од надпреварите. Најмалиот хотел во светот има само 12 метри квадратни. Истиот располага со двоен кревет, биро и бања. Централ хотел се наоѓа во Копенхаген и е единствен со една соба и со тие миниатурни димензии. Сместен е помеѓу две големи згради во главниот град на Данска. Инаку овој објект е изграден во 1905 година и најпрвин бил чевлара. Подосна по Втората светска војна е употребуван како магазин до оваа година кога е претворен во миниатурен хотел. Хотелот е постојано полн со гости од целиот свет, а една вечер во него чини 200 евра. Православните христијани утре го празнуваат светиот маченик Платон, а во католичкиот календар е назначен Наум Пророк.